Кои ќе бидат клучните столбови на кои ќе се потпира вашата програма за парламентарните избори? Нашата програма е во изработка. Значи ќе бидат вклучени многу еминентни луѓе, професори кои што активно ќе работат во формирање на програмата и понудата која што ќе ја дадеме пред самите граѓани. И кога ќе биде готова програма, самата програма сигурно дека ќе биде представена пред самите граѓани. Меѓутоа, она за што ќе се бориме сигурно ќе биде враќање на правдата во државата, правечноста, борба против корупцијата и она што за мене може би многу битно, ние во моментов имаме многу нефункционални институции. Значи враќање на институциите да си ја работа за она за што се формирани. Ќе забележите дека секојдневно граѓаните реагираат дека една најобична работа не може да завршат и чекаат со денови редици и редици пред шалтери или ќе им рече не може сега дојдете наредна недела на одмор службеникот не работи. Значи ние имаме нефункционални институции. Она зашто младите да се Вие сега зборите и алудирате на државните институции и веројатно за Министерството за внатрешни работи кој во моментов се соочува со... Не е само Министерство, и подрачните единици на земјоделие, подрачните единици на правда. Имотно... забелешка и на локалните служби. Така е. Таму, сега да не се лажеме, не е таму се под конец, што ви кажа. Така е, има пропусти, да. Да, ги соочуваме, ги гледаме, секако дека има пропусти, не е идеално, ние сме свесни за тоа, меѓутоа активно работиме на променување на работите во самите институции, во самата општина, во самите јавни предпријатија. Значи сме отворени за соработка со граѓаните, меѓутоа граѓаните кога доаѓаат во општина Куманово или конкретно во јавните предпријатија, доколку се незадоволни од некоја работа, ти имаат можност директно со првиот претпоставен човек да дојдат да разговарат и да видиме до што е работата, да се пожелат и работата да се реши. Ние тука го немаме тоа. И тука не зборуваме за институции на локално ниво, тука зборуваме за сериозни институции. Значи, граѓаните, младите луѓе кои што бегаат од државата, веќе не бегаат поради финансискиот аспект и недоволно пари за да живеат. Туку бегаат од несредена држава, нефункционални институции, недобар квалитет на живот. Од тоа се разочарани младите и тие работи ние мора да ги подобриме. Исто така ќе работиме и на самоодржливост и тоа ќе биде вклучено во нашата програма, бидејќи Македонија може да биде самоодржлива земја, држава, самата да произведува храна и самата да се грижи за сопствените потреби. Тоа е систем кој што треба да се постави и било кој во иднина, било која политичка гарнитура да дојде, да не биде зависен системот од еден човек или една политичка партија, туку тој систем треба да функционира. За жал, сите досегашни власти во изминатите 30 години се обидува само како е можно повеќе тој систем да го нисат.